Црвенковски за консултантски услуги потрошил 340.000 евра од граѓаните, без тендер, за да ја задоволи својата лична страст за моќ и власт. Најпрво излажаа кабинетот на тогашниот претседател на Република Македонија ангажираше реномирани експерти од Словенија за помалку од 50.000 евра. Но потоа Бранко Црвенковски призна да имав поише пари во буџетот, а ги немав. Поише пари ќе дава во битката против Груевски и неговата пропагандна машинерија. Да, и од тој аспект, око не ми трепнува за се ова што се случува. чии пари троши Бранко Црвенковски за партиски цели? Собствени? Тој за партиски и лични цели троши пари на граѓаните. Залудно се обидуваат вината да ја префрлат на секој друг, само не на Бранко Црвенковски. Не стои кривична одговорност на шеф на држава, ниту на премиер, ниту на било кој функционер. Ако веќе се бара кривична одговорност, се бара кај оно што го подпишал. За секоја страница материјал, Црвенковски потрошил 3.400 евра, каде се испишани по една до две реченици. Црвенковски потрошил 340.000 евра, пари на даночните обврзници за некој да го подсети дека треба да ги посети соседните земји. Очигледно стратегијата Надеж била изработена за потребите на СДСМ, за корумпирање на македонското општество.